Зад затворени врати во Скопје минатава недела македонските и бугарски историчари ја договарале судбината на Охридската архиепископија, за која голем број бугарски историчари тврдат дека била бугарска, а не македонска, велејќи дека поубаво им било да работат подалеку од очите на јавноста. Ова го откри првиот човек на македонскиот дел од комисијата, Драги Ѓоргиев. На оваа средба имаше известно приближување за Охридската архиепископија, за представувањето на историскиот развој и улога на Охридската архиепископија и нејзиното значење за христијанската, за словенското население на овие простори. Има приближување, меѓутоа сепак не успеавме да дојдеме до конечна препорака. Не било работа на историчарите од комисијата да говореле дали Делчев бил македонец или бугарин. Овие зборови доаѓаат од Ѓоргиев во моменти кога Делчев стана можеби и главна тема на преговорите и разговорите меѓу двете страни, а јасен е ставот на официјална Софија дека Делчев бил бугарин. Апсолутно не е работа на комисијата да во својот текст да истакне некаква свое видување за идентитетот на Гоце Делчев. И тоа нема ни да се случи, бидејќи ако ние го славиме Гоце Делчев, тогаш славењето на таа личност треба да биде на некакви други основи и на други вредности, а не за тоа дали Гоце Делчев бил македонец или бугарин. Додека од Софија секојдневно не стигнуваат пораки дека македонците биле бугари, македонскиот јазик бил само дијалект на бугарскиот, Ѓоргиев очигледно живее во некоја друга порозова реалност. Според него тие со ништо не допринеле за рушење на македонскиот идентитет и јазик. Ништо посебно не се случува во однос, да кажам, на идентитетот, кој ние самите понекогаш го доведуваме во под прашање, самите ние постојано го потенцираме тоа, идентитетот, јазикот, кој апсолутно со ништо не е доведен под прашање со нашата работа, со нашите одлуки, но намерно постојано се вади на површина. Иако досега цело време тврдеа дека не ги интересира политиката, туку тие работеле само за историјата, Ѓоргиев сепак ни каже и друга вистина, запрашан за секојдневните провокаторски изјави од официјална Софија, како и она на Зоран Заев дека Бугарија никогаш не била соработник на фашистичкиот режим, туку само администратор. Ѓоргиев вели тие некогаш биле и несреќни изјави. Ние работиме во еден политички контекст. Тоа е јасно. Не може да се целосно абстрахираме од тоа. Меѓутоа, изјавите кои дојдоа и од бугарска страна и од наша страна, понекогаш беа и несреќни изјави. Инаку во текот на минатава недела, во четврток и петок, комисијата одржала нови средби за кои јавноста немаше информации, а мина и без никакво соопштение за што било разговарано во Скопје. Историчарите досега договорија промени во учебниците по историја во 7 во Македонија и 6 во Бугарија. Постигнаа договор и за заедничко чествување на светите браќа Кирил и Методи, Свети Наум, Свети Климент, Цар Самуил, а во последниот протокол кој стана услов за држава на патот кон неу и Самуиловото царство стана бугарско во македонската историографија.